На оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Душко Михајловски, специјалист радиолог, шеф на одделот за радиологија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Така. Магнетна резонанца, сите постојано слушаме, сите постојано ја споменуваме, но што е всушност магнетната резонанца? Магнетната резонанца е една диагностичка процедура во која се користи во радиологијата и која што има една многу важна карактеристика, работи на принципот на магнетно поле, односно не користи ионизирачки зраци, односно нема зрачење, кое што знаеме, повеќето веројатно и пациентите знаат дека може да има негативни ефекти врз организмот. Така да заради тоа е многу битна во диагностиката, од една причина што меѓу другото покажува и големи разлики во однос на резултатите и сликите што се добиваат, односно нашата работа е да добиеме слика од човековото тело, односно внатрешноста на човековото тело, покажува многу подобри ефекти и резултати од некои други диагностички процедури. Така, она што е потребно, лекарот веќе нели да го знае и да го види, и му е потребно за да се види за каков проблем. Апсолутно, да. Значи многу е важно за докторите, односно ординирачките доктори, да видат што се случува внатре, каков тип на промена е, каде е локализирана, димензиите, ограничувањето од околните структури, сето тоа магнетот може многу прецизно да го покаже. Така, и тоа веројатно ја дава предноста во однос на другите, иако секоја метода, процедура така си го има своето значење и своето место. Апсолутно, да. Значи магнетот е комплементарен со другите радиолошки процедури, каде што има зрачење, како што е компјутерската томографија, обичниот рентгенски преглед, па и ултразвучниот преглед. Значи, сите тие процедури си имаат некои своји карактеристики кои нудат предност, меѓутоа магнетот има пак исто така некои карактеристики кои не може да се едноставно да се добијат со друг пред. Да, единствено на тој начин може да се добие. Некогаш може и да се случи да се направат и другите испитувања, а сепак на крајот да се побара да мора да се направи магнетната резонанца. Да, во принцип до крај не се добие ни можеби нели целосна, јасна. Па сигурно, некогаш ќе се направи еден тип на преглед, пример компјутерска томографија или ултразвук или рентген, ќе видиме некаква промена и која што не ни е јасно дефинирана, или пак сакаме да докажеме или исклучиме дека постои промена и онда ординирачкиот доктор го упатува пациентот да направи магнетна резонанца за да се добијат попрецизни, подобри податоци. Така, и секогаш прашањето наше ќе биде безбедна ли е, што ќе се случува во текот на самото снимање, потребна ли е претходна подготовка на пациентот за да се направи снимањето со магнетна резонанца? Па, добро е да биде подготвен од два аспекти. Прво, доколку во текот на прегледот некогаш има потреба да се даде во вена контрасно средство, препорачливо е да биде гладен, доколку тоа се прави со контраст. А втората работа е да на некој начин психички биде припремен, затоа што нели има пациенти кои се малку клаустрофобични или повеќе и не можат да влезат во тој тунел на магнетна резонанца и понекогаш им е потребна припрема во смисол да се напијат некој средство за смирување. Нормално, ако не можат воопшто, онда потребно е да се тоа направи со анестезија. Инаку, ако пациентот ги нема тие проблеми, ако се прави без контраст, не е потребна никаква припрема. Значи, може пациентот да дојде и одма да се направи прегледот. Така, значи не мора да се чека време да поминува период, така, односно... Не, да, значи има ситуации... Може и во моментот кога е потребно да се направи. Да, има некои ситуации и диагнози каде што треба итно да се направи и onda се прави одма итно. Освен кај пациенти каде што не сме да се направи. Така. Самата постапка, самата процедура, самото испитување или снимање со магнетната резонанца, колку време трае? Зависно од кој дел од телото и за што се прави прегледот, меѓутоа генерално, значи од 10 минути може да потрае и подолго, 20, 30, 40, па понекогаш и повеќе. Многу е битно да пациентот во текот на прегледот биде комплетно мирен. Ако се случи да мрдне во текот на прегледот, онда тоа го расипува квалитетот на сликата и
не е ништо страшно. Ние тој дел од прегледот ќе го повториме, меѓутоа сето тоа го продолжува времето на преглед. Така, да. За да биде мирен, односно треба да биде мирен пациентот за да се добие добар резултат, така и за да се добие убава слика, односно целта е нели да ги добиеме најситните структури што е можно попрецизно. Доколку се случи да пациентот мрдне во текот на прегледот, онда го губиме тој квалитет што ни е потребен и онда останува да се повтори тој дел од прегледот. Не мора цел, меѓутоа оној дел каде што мрдна мора да се повтори. Така, се случува ли пациент да не може до крај да го издржи снимањето? Што во тие случаи, што правите и што применувате? Да, се случувало и например, еден дел од прегледот, дел од тие секвенции што ги правиме во текот на прегледот да ги издржи нормално, меѓутоа после извесен период да веќе не може да издржи. И затоа нас ние секогаш целта да колку можеме да го скратиме прегледот, а да добиеме квалитетен преглед, затоа што колку подолго трае, нормално пациентот може да му се досади, да не може веќе да издржи, и се случувало тоа и онда ни преостанува или да го може да го извадиме, да го одмориме, да поразговараме, да земе средства за смирување, па да се продолжи да се доврши прегледот. Значи не е страшно ако се прекине. Не прекинува тука, така или едноставно не може па завршува. Да, не, значи секогаш може и оној дел што е направен и бил добро направен, не мора да се повторува, тоа е веќе направен. Така. Така да има начини како и тоа се средува. Така да. Магнетната резонанца кај бебињата и децата, колку е безбедна и за нив, бидејќи има веројатно и за жал нели ситуации кога и кај најмалите мора да се направи вакво нешто. Да, апсолутно. Значи дури добро е што нема зрачење, па понекогаш има предност во однос на другите методи кои се поврзани со зрачење, затоа што нормално малите пациенти се секогаш поосетливи на тие ионизирачки зраци. Се прави и дури кај фетуси, односно кај бремени жени, кога потребно да се добие некој морфолошки приказ на фетусот, нормално со пропишана индикација најчесто од гинеколог, кога има потреба да се добие појасен приказ на фетусот, онда може да се направи и магнетна резонанца на фетус. А инаку после тоа нема ограничување, значи и новороденче и бебе може да направи преглед. Но мора да биде мирно, нормално. Така да најчесто тие прегледи се изведуваат со анестезија. Така, тоа е блага анестезија, нели за децата? Па најчесто е возможи добро да го направите. Да. Снимање. Блага седација најчесто ако мора подлабока анестезија, онда ќе се направи подлабока анестезија, но најчесто ние добиваме доволно добри резултати со една блага анестезија, блага седација која што ќе ни овозможи да биде мирен пациентчето во текот на преглед. Да. Кај кои здравствени проблеми, односно болести за откривање на што всушност најмногу е применлива магнетната резонанца и има онаа најголема предност и затоа велиме најсуверена метода во откривање на одреден проблем? Ги има многу, меѓутоа практично во секој орган или систем на телото има во одредени заболувања има предности во однос на другите методи, но кога би требало да се издвои некој дел, онда сигурно голема предност има кај приказот на мозочните структури. Едноставно нема друг начин да добиете таков добар приказ на дел од тие мозочни структури освен со магнетна резонанца. Особено што не само што ќе ви можете да добиете приказ на морфологијата, односно како е структурата и изгледот на тие делови на мозокот, него можеме да правиме и функционални испитувања во смисол да го видиме и да го измериме дотурот на крв, протокот на крв, брзината на проток на ликворот, течноста што тече околу со кој е опкружен мозокот. Дури и постои така се нарекува функционална магнетна резонанца, каде што пациентот извршува одредени задачи кои што му се задаваат во текот на прегледот и онда се гледа кои центри се активираат при тоа, на тој начин може да се испита каде се моторните центри во мозокот, каде е центарот за говор, што е некогаш многу важно за хирургот да знае до каде смее да оперира, до каде не смее. Да. Уште една работа има која е многу интересна, тоа се вика трактографија, каде што практично можеме да ги добиеме најмалите нервни патишта влакна, да ги добиеме во
една 3D резолуција, 3D слика, да видиме каков е соодносот со промената со туморот, со некоја било каква промена во мозокот и кој е ефектот на таа промена врз нервните патишта. Така да, мислам дека барем за што се однесува до мозокот е неприкосновеност. Нормално и во абдоминалните органи, меките, има голема предност за меките ткива. Мускулоскелетниот систем има и други методи кои што може да се прават, меѓутоа некои работи може да ги добиете само на магнетна резонанца. Особено ако сакате да добиете некои поситни структури како што се мали лигаменти, менискуси, тетиви, рскавицата на зглобовите. Единствен начин за да добиете прецизен приказ е со магнетна резонанца. Така, органите во стомачната празнина, односно црниот дроб, околните органи. Значи, Тука е потребно. Тука се прави и компјутерска томографија, често пати, меѓутоа, моje лично мислење е дека секогаш кога може да се направи магнетна резонанца најдобро е да се направи. Прво, така? затоа што го избегнувате зрачењето. Второ, приказот на меките ткива, односно контрастот што го добива при приказот на меките ткива, магнетна резонанца не може да го постигне компјутерската томографија. Веќе ги спомнав оние разни секвенции што ние ги употребуваме, секој од тие секвенции си има некоја намена. Треба да ни покаже кој тип на ткиво е, може некогаш да ни покаже и кој е составот на тоа ткиво, односно врз основа на тие сигнални карактеристики на изгледот на сликата ние знаеме за каков тип на ткиво се работи и онда тоа не насочува кон правилна дијагноза. И така да, што се однесува до промени на црниот дроб, на панкреасот, на бубрезите, на органите во малата карлица, простатата, гинеколошките проблеми, мислам дека има предност во секој случај над некои други испитувања, иако комплементарна е секако и со ултразвукот и со компјутерската томографија. Така, да, но кога ќе се рече дека треба да се направи магнетна резонанца, не треба да се плаши пациентот дека треба да се очекува најстрашното. Така, тоа е секогаш како превентивно, така, за да се види комплетно. Да, затоа го правиме прегледот. Така, затоа го правиме прегледот. Никогаш значи не е идејата само да докажеме и да видиме некаква промена, никогаш треба да одлучиме со магнетна резонанца дали постои некоја патолошка промена или не. Или што понатаму. Се случува и да откриеме дека не е ништо страшно, дека нема ништо кај пациентот, дека е здрав. Особено што заради тоа што нема зрачење, има некој постои метода и начин за систематски преглед, односно превентивен преглед кај пациентите. Да се направи. Така да, значи, не е ништо страшно. Ако му се препорача на пациентот да направи магнетна резонанца, идејата е само да добиеме што е можно повеќе податоци врз основа на кои што ординирачкиот доктор ќе може да оцени дали има заболување и ако има, онда за каков тип на заболување и кој третман да го применува. За вистински, така, со третманот вистинскиот да се продолжи, нели, понатаму, да добиеме попрецизна дијагноза. Значајното, така, она вистинската дијагноза е секогаш најважното нешто. Сигурно. Ако немате точна дијагноза, онда не можете ни точен третман да имате. Така. Да ги слушнеме гледачите, нивните прашања, па продолжуваме понатаму и за сите оние новитети и предности за самите пациенти во поглед на магнетната резонанца и за самиот приказ на она што ќе се добие со ова испитување. Добар ден, повелете, дали го имаме и првото јавување. Ало, ве слушаме. Добар ден. Среќни празници. Ви благодариме. Се јавува од општина Пласница и за кичма, за ова ли е добро снимање. Бев во Охрид, се снимав стеснување на кичмата. И ми сака, дали може и на снимање на ова релијанса, доктор, што кажувате. Исто за кичма да се снима. На магнетска релијанса. А што сте направиле досега, какво снимање? На Ренгел бев во Злобна и ми кажа со на CD стеснување на кичмата и ми даде докторот таблет и вземав и од Швајцарија, нама пасаво болки тука ке кичмата има, нормално си работа, се движа, свето тоа, ама многу ми интересира дали може на магнетско да знаат 100% што е болесва. Така, добро, ајде, совети препорака, дали може, дали треба или да, ви благодариме за јавувањето. Па да, во секој случај да, ете една од предностите на магнетна резонанца е добриот
приказ на рбетниот столб и на структурите околу и во него што ги има, така да при сомнение за дископатија, за ишиалгија, за било кој такви стеснувања што ги гледаме на рентген, значи нема подобар приказ да се добие освен со магнетна резонанца. Моја препорака е да се направи со тоа што би било добро со ординирачкиот доктор да се консултирате, па он да ве упати да направите магнетна резонанца. Така, сепак се случували пациенти сами да речат сакам да направам магнетна резонанца, ама тоа не може туку така, нели? Секогаш мора да е препорачано од лекар, бидејќи слушнале од некого дека е добро да се направи заради ваков или во секој случај, значи, имаме такви ситуации кога пациентот ќе се јави информиран е, слушнал, сака да си го направи прегледот, со оглед на тоа што нема докажан штетен ефект никаков траен. Не е страшно да се направи, меѓутоа секогаш мора прво да се консултира, барем ние радиолозите со него, да видиме што сака да постигне, кој ефект, што очекува да добие и доколку има потреба секогаш ќе го препратиме кај односно кај некој доктор за кој што сметаме дека треба да прво се консултира, но некогаш може и да се направи некој преглед ако пациентот му е многу битно или доколку стварно постојат индикации кои што пациентот ќе не ги покаже наведе на некој начин. Така да. Е безбедна метода и процедура, ама ако нема потреба и не мора човек нели да се изложува на такво нешто, така? Тоа важи за секој преглед, за секаква интервенција во медицина. Значи ако нема потреба да се прави, најдобро е да не се прави. Така да не е штетна, не остава никакви трајни последици, веќе повеќе од 3 до 4 децении се користи и нема докажано никаков траен штетен ефект, но доколку нема потреба, најдобро е да не го правите, особено кај методите каде што се прима контраст. Затоа што контрастот нема штетен ефект, меѓутоа кај една групација, односно популација на пациенти не смее да се даде. Значи, пациентите кои имаат големо нарушување на бубрежната функција не смеат да примат контрастни средства. Така. И тогаш е многу битно да се направат доколку е можно, значи или да не се направи тој преглед, или пак има методи, има секвенции на магнетна резонанца каде што можете да добиете солиден приказ и без употреба на контрастни средства. Така, да. Добро. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Интересираме да доктор, сам анонимен гледач. Мислам, сакам да го прашам, бев во Сестина, се снимав на магнетна. Од половина, од пола надоле, бев сниман на магнетна, нагоре не ми дадоа да се снимам, пошто ми од повредата, ова ми од повреда на мене, падна железо на ногата. Аха, добро ли слушнавте? Значи, сте снимани од... Ало, кукот ми се ваќа, ногата ми се ваќа, левата страна ми се ваќа, мислам. Од доле повреда за кој ми се е десило, до куката во кичмата ми се ваќа, ногата ми се ваќа. Одејќи, не можам да изодам 10 метра 15. Аха, така, конкретното прашање само ќе ни кажете, направено е снимање со магнетна резонанца и сега? Снимањето бев на две работи, и на магнетна резонанца и на компјутерска томографија во Систина, Аџебаден Систина. Да. Беше доктор Митко Карагозов, беше, кај него беше, хирургот беше. Митко Карагозов, мислам дека он беше, така беше, како што помнам. Добро. Тоа беше пред нова година, така, тука некаде, октомври, ноември месец, тука некаде во Систина. Му реков на докторот, на хирургот да ми снима целиот, он не даде од кичмата додаше ми се повреди ногата и од кичмата не можам да изодам 10-15 метра и ми се врте свес. 10 метра 15 не можам да изодам, врте ми се свес. Пентоксин пијам апчиња и аспирин стотка. Добро. Разбравме ли убаво што треба како основни препорака? Се надевам дека да. Пациентот бил викенав направил два прегледи, компјутерска томографија и магнетна резонанца, како што разбрав магнетна резонанца на рбетот, а компјутерската томографија не разбрав, меѓутоа претпоставам затоа што го спомна тораковаскуларниот хирург наш, претпоставам се работело за ангиографија, односно снимање на крвните садови. Тоа се
и проблеми со крвните садови, и проблеми со рбетот може да дадат потешкоти во движењето, односно она што го спомнува пациентот да не може да ја движи ногата или да не може подолг период да оди или поголемо растојание да помине. Не знам точно што е прашањето, дали... Така, конкретно немавме прашање, дали што да се прави понатаму, дали да се повтори повторно магнетната или не знам резултатите добиени од тоа што е понатаму кажано. Евентуално ако сака консултација може да се јави да побара консултација, ќе ги видиме прегледите што се направени, што е добиено како наод и ако сака некаква препорака да му дадеме понатамошна или така, пак нормално. Главното беше веројатно на проблемот што сега го има, нели, движењето, дека не може... Да, предпоставувам дека е тоа, меѓутоа не знам дали сега има промени на крвните садови или има промени на рбетниот столб, или па и на едното и на другото. Викам, и едните значи и на едниот и на другиот и на едната и другата дијагноза може да биде причина за проблеми со одењето и болки во нозет. Така да треба да се види што точно е причината и евентуално да се преземат некакви мерки за да се третира тоа. Така и дали веќе нешто е конкретно преземено, иако би требало, нели, во вакви ситуации сигурно не би било оставен пациентот предпоставувам, предпоставувам дека може би има веќе некаква препорака, меѓутоа ако сака слободно може да се јави и да се консултира повторно со вас. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Добар ден. Ало? Ве слушаме, повелете. Вака, би сакал да прашам, дали е индицирано кога и исхемиски мозочен удар третирање на оваа метода? Така, да. Ви благодарам за прашањето. Тоа беше едно од нашите заеднички прашања, така, кај мозочниот удар. Примената на магнетната резонанца во откривање на мозочен удар. Да. Значи, тука има неприкосновена улога магнетната резонанца во рано откривање на мозочните удари, односно инфарктите мозочни, затоа што после 20 на минути од кога ќе настане самиот инфаркт, може веќе имаме методи и секвенции на магнетна резонанца кои може да прикажат промени. За разлика, например, од компјутерската томографија, која често пати во првите 24 часа нема да покажува никакви промени, а тоа е многу битно заради да го фатите оној ран временски период после акутниот мозочен инфаркт. Битно е првите 4 до 6 часа да се открие, да се утврди причината и доколку е тоа возможно да се примени тромболитичка терапија која има за цел да го растопи тој тромб кој што предизвика запушување на крвните садови и на тој начин тоа може некогаш да биде да речам, да му го спаси животот на пациентот или пак од ситуација каде можел да остане инвалид, да со таа тромболитичка терапија се опорави комплетно, така да меѓутоа е многу важен тој временски период да се фати. Тоа значи доколку во првите часови од веќе добиените симптоми, така и веќе настанатата ситуација, доколку се дојде веднаш се прави магнетна резонанца и таа го дава тој приказ. Ако пациентот се јави на лекар, лекарот доколку индицира и се посомнева на акутна мозочна исхемија, односно мозочен удар, во принцип треба да и најчесто е така, препорачува итно да се направи магнетна резонанца, што е можно поскоро за да се добие оној временски период кога се уште може нешто да се постигне, да се намали негативниот ефект на тој инсулт. Така, затоа велиме дека првите часови се најважни, кај срцевиот удар и кај мозочниот, така? Да. Дефинитивно, затоа што после тој временски период веќе нема ефект таа терапија. И онда морате да применувате друга терапија која не е толку ефикасна и каде што последиците што настанале се веќе настанати и не можете тука да го изгубите тој ефект. Ке има опоравување некакво кај пациентот веројатно, но некако што би било кога тој тромб што предизвика запушување на крвниот сад би се стопил на некој начин. Така, да. После колка временски период може повторно да се направи магнетна резонанца? Има ситуации кај кои што може би и неколку пати човек еднаш ќе направи е доволно е, меѓутоа има пациенти со одредени проблеми кај кои што и повеќе пати треба. Време за поминување на колкав период може повторно да се направи? Во принцип нема никакво ограничување, значи така.
не постои никаква пречка да се направи и Кога е навистина истиот неопходно ден и два пати потребно. ако треба нешто да се така, направи. да. Понекогаш се случува и тоа да направиме еден преглед, па да се утврди дека во текот на денот ке пациентот треба да се направи некој друг преглед, па да се направи тој додатен преглед. Со тоа што доколку се прави со контраст, треба само да се внимава да не се преоптерети со голема количина на контрастни Она што рековте, дека тука посебно треба да се внимава, така? Да, практично кај пациенти кои што се во ризична група на бубрежни заболувања, ние секогаш препорачуваме да се испита креатининот, за да видиме како функционираат бубрезите и доколку се утврди дека е битно нарушена функцијата на бубрезите, онда не смее да се даде тој контрастно средство. Така. Она дилема компјутерска томографија или пак магнетна резонанца? Ако била присутна порано. Сега како е ситуацијата, па и кај пациентите и кај лекарите? Генерално магнетот има напредок и во едната и во другата технологија. Меѓутоа во последните години, особено во Соединетите Американски држави, а и во Европа, се води голема сметка за дозите на зрачење што ги примаат пациентите во текот на сите методи кои што се поврзани со зрачење, па и компјутерската томографија. И целта е да што е можно повеќе да се редуцира таа доза што ја прима пациентот, а се разбира доколку е можно и воопшто да не се изложува на такво зрачење. И методите што не се поврзани со зрачење, како што е магнетната резонанца, како што е ултразвукот, се добиваат на значење со тоа што со напредокот технолошки кај магнетната резонанца веќе рече се секој преглед што порано сме го правиле само на компјутерска томографија, денеска може да го добиете со ист или подобар квалитет. Така. Постојат ли одредени ограничувања? Пациенти кај кои што од одредени причини не може да се направи магнетна резонанца? Да. И кои се тие ситуации? Значи пациенти кои имаат вградено некои метални предмети или протези во телото, тоа не се однесува на обична протеза стоматолошка, зборувам за поголеми метални челични протези. Онда некои од нив може да влезат во апаратот, меѓутоа за некои не смеа, затоа што се работи за многу силно магнетно поле. И нормално кај пациенти кои што имаат пейсмейкер вграден, затоа што било каква електроника ако се внесе во просторијата каде што е магнетната резонанца, може да се расипе практично мобилен телефон, пошто се работи за пейсмейкер, каде што постои електроника, има електронски уред внатре, практично може постои шанса да престане да работи. Така да, значи, има ситуации каде, односно пациенти кои не смеат да направат магнетна резонанца, но и тука треба да се направи секогаш една правилна проценка, затоа што често пати кај нас се случува да паушално на пациентите му кажат имаш метал, не може да правиш магнетна резонанца. Така, а може би и тој пациент може би може, а многу му е битен прегледот за неговата така. дијагноза, така да практично со тој однос му наштетувате на некој начин на здравието на пациентот. Така, но доколку навистина и не може и не смее да се направи магнетна резонанца, си има нели други начини и методи како да се дојде до испитувањето, останува да се направат другите испитувања кои што стојат на располагање со нормално оној максимален квалитет кој што може да се добие од тие испитувања. Така, да. Повторно да ги слушнеме гледачите, уште едно и две јавувања. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Сакам да поставам едно прашање. Така. За докторов. Да, секако. Јас сум оперирана на дебело црево. Пред година дена правев на бубрегот компјутерска томографија и ми открие дека имам мал тумор. После 6 месеци ми рекла повторно да се снимам. Кога правев повторно, тогаш ми кажа дека имам надбрежната жлезда, големена и здепаст. Се ме интересира на година дена повторно ми кажа да правам. Сега дали е подобро магнетна или
Аха, досега имате 2 пати направено компјутерска томографија, така? Да, во изминатата година. Доколку е потребно нешто и дополнително да прашате за една покомплетна Па не, окей, слика, мислам доволно дека е го ова. разбрав Ете, прашањето. така, Значи, пациентката 2 пати има направено компјутерска томографија, каде што се следи одредено заболување и што е нормално. Мислам, тоа е нормален начин и протокол и процедура да се прави кај одредени заболувања, потребно е да се следат, односно да се види нивната еволуција. А колку што разбрав, надбубрежната жлезда е проблемот. Значи, сосема добар, одличен квалитет ќе добиете и на магнетна резонанца. Дури некогаш и многу повеќе информации него на компјутерска томографија, така да доколку се работи за надбубрежната жлезда би било веројатно подобро да се направи магнетна резонанца, затоа што веќе пациентката на 6 месеци 2 пати е зрачена. А викам, податоците што може да се добијат со магнетна резонанца се барем исти, ако не и повеќе, што се однесува до надбубрежната жлезда. Така, поминате и период на 1 година од тие 2 снимања, иако нели? Да, магнетна резонанца не е проблем. Не е проблем може да се направи. може да се направи и последен месец, меѓутоа ако препораката била така од докторот, onda може најдобро е да се консултира. Знаете, да не се случи да се врати кај докторот да рече па јас барам компјутерска томографија заради одредени причини. Меѓутоа зборувам генерално кога се работи за надбубрежна жлезда, одлични податоци се добиваат со магнетна резонанца. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Дали го имаме и следното јавување? Повелете, ве слушаме. Поздрав до вас и до доктора. Да. Само ќе ве замолам малку погласно. Не ви го намалам телевизора. Ете така, одлично, за убаво да можеме да ве слушнеме и ние вас, а потоа и вие се разбира советот и препораката. Да, благодаря. Значи праве се на магнетна резонанса, cervicalni ребец. На брзина ќе го прочитам наодот. Не бе доволно слушам и јас. Значи направена е на cervicalni ребец P1, P2, P4, 7, еве ќе ги кажам резултатите најубаво, докторот ќе знае. Има почетни дегенеративни промени на дискусите C3 и 7, со потружие на истите постериорно, со видливи крупни маргинални остерофити, постериорно на прашпенските тела C4 и 6. На последните 2 недела постои потружие на дискусот од 2 мм, кој заедно со маргиналните остерофити прават компресија на диксите на ниво на не можем убаво да го прочитам, инвертебрални некои порамени и наотот е поизразен на лево. Вака, значи, не има скажано дека во како некои промени со значи на полидископатија. Исто така имам и најдоа, тоа многу убаво е, дека имам циста од 13 мм на синусот, што ми прави некогаш проблеми. Но немам значи, ништо упатено, никакви лекарства, него само ми кажа да правам некоја физикална терапија, кој ќе се поступи времево. Тоа ќе каже докторот во вези со ова. Врз основа на ова што ни го кажавте, добро. Така, ви благодариме за јавувањето. Добро, до што разбрав, пациентката направила магнетна резонанца и сите овие промени што се опишани се спондилоартроза, да. Прима, она што сега го слушнав и разбрав, не е некоја напредната спондилоартроза, меѓутоа веќе пациентката кажува дека и прави проблеми. И точно така, препораката е секогаш кога се работи за мали дискусхеми, не многу напреднати, првата препорака е физикална терапија. Вака да се почне на овој начин, па да се види како и до кога ќе се постигне резултат. Ако има, си има тука моменти кои што се битни за докторите да одредат дали може физикална терапија, дали не може, дали понекогаш треба и оперативен запад, но од она што го разбрав од наводот, мислам дека препораката е окей да се направи
да се проба со физикална терапија. Да. Цистата во синусот, така нешто А тој спомена? циста, предпоставам синус, предпоставам дека се работи за параназални синуси, затоа што знаејќи дека кога се прави преглед на цервикалниот орбет, може да се добие приказ и на синусите, предпоставам на параназални синуси. Мисля, че тоа не е ништо страшно многу често заболување кои ги мачи нормално луѓето, некојаш е причина за силни болки, но не за тоа ќе треба да се направи консултација со оториноларинголог. Дали има потреба некаква интервенција и некаква терапија. Така да. Кога се прави целно за еден орган или за откривање на еден здравствен проблем, се прави магнетната резонанца, може да се добијат и односно приказ нели на некој друг орган, па да се открие некој друг здравствен проблем при самото снимање? Па да, сигурно. Значи, секогаш кога правиме снимање имаме некаква индикација и го правиме снимањето за со одредена цел, но често пати ни се случува да видиме во друг орган или пак во истиот тој орган некоја друга промена која што на некој начин е случајна. Значи немало индикации, не давала никакви симптоми, меѓутоа ќе откриеме, што понекогаш е добро. Помага во раното откривање, помага во подобар третман на некакви промени. Нормално кај сега со новиот апарат, сега ќе го спомнам, 3 Тесла. Така, да ги кажеме и другите новитети, медицината постојано оди, нели, напред, се со цел да се даде, да се направи придобивка и за самиот пациент, но и уште подобри резултати да се добиваат од самите снимања, нели, во полесно дијагностицирање на проблемите. Па, точно, значи ние практично Систина, Аџбадем Систина веќе работи, зборувам овој како комплетна болница, не зборувам за гинеколошкиот дел на работи повеќе години, меѓутоа последните 7 години ќе ги спомнам кога од самиот почеток имаше одлична апаратура набавена, меѓу кои 1,5 Тесла магнетна резонанца. Практично голем дел од тие прегледи што се правеа на 1,5 Тесла апаратот магнетна резонанца беа првпат во Македонија направени. На некој начин дојде време да се направи, да добиеме нешто уште посовремено, така? Па да, уште посовремено, побитно, подобар квалитет, кој е многу важен за пациентите и за ординирачките доктори што ги испраќаат пациентите. Така да сега во овој момент имаме и уште еден апарат магнетна резонанца од 3 Тесла. И што значи тоа? Кои се тие предности во однос на предноста на новиот апарат 3 Тесла во однос на претходниот апарат е самата јачина на магнетното поле. 3,1,5, тоа значи дека е дупло појако магнетното поле, што пак се одразува на квалитетот на сликата и на резолуцијата која што ние можеме да ја постигнеме, а понекогаш на брзината на прегледите, зависно од за кој тип на преглед се станува збор, може да биде добиен многу подобар квалитет, некогаш многу повеќе поголема брзина, односно да се скрати прегледот, што повторно се одразува. Да се намали време траењето, што е повторно добро за пациентот, така? Нели велиме? Па и за квалитетот на прегледот, затоа што колку е пократок прегледот, пациентот полесно ќе издржи да биде мирен во внатре. Така, она што е најважното што рековте, да. Има и други карактеристики, нормално, новиот апарат. Прво, поширок е оној тунел каде што се внесува пациентот, поширока е масата, поголема тежина може да издржи. Еден од проблемите на магнетна резонанца е силниот звук во текот на прегледот. Тоа е кај новиот апарат комплетно, кај одредени секвенции, речиси безшумен. А да не зборувам, значи, за квалитетот, ние пошто веќе почнавме да го користиме. Така, од добиените нели резултати, така, и тоа е секогаш велиме на прво место, ама и оние услови кои што треба нели да се обезбедат и се самиот пациент. Еден малку подобар комфорт во текот на самото снимање. Сигурно подобар комфорт за пациентот, зголемена брзина, односно скратени прегледи. Има, например, новиот апарат има Magic секвенца која што порано, ако сме правеле 6 поединечни секвенции со одредено време на траење, сега со едно снимање ги прави сите 6 наеднаш. И тука за практично трае 6,5 минути, можете нешто што порано би требало да трае 20 на 25 минути, сега го правите за 6 минути.
што е битно. Огромна е разликата, да. Да, некогаш може да се добие голем ефект во скратување на прегледите, а понекогаш или за некои типови на прегледи голема е придобивката во квалитетот на сликата, посебно кај дури на некој начин ние знаевме што ќе добиеме, знаевме што да очекуваме. Меѓутоа сега вака кога ги гледаме резултатите сме позитивно изненадени од квалитетот што го добиваме. Така, да. Во секој случај тоа е првиот апарат од таков тип во државата и не се работи само за обичен 3 Тесла апарат. Опремен е со сите додатни можности, додатни софтверски можности да тоа е нов, најсовремен, еден од најсовремените, најнови апарати што General Electric ги има направено и има предност и во однос на постарите 3 Тесла апарати. Но како и да е, во моментов во регионов е единствениот таков апарат. Она што е врво, да. Поголем комфор, поголем простор, издржува и поголема тежина, веројатно, бидејќи нели секој од нас со различна телесна тежина, така, некогаш некој со малку поголема, па некогаш е пречка тоа да се направи магнетна резонанца, бидејќи е малку по тесен простор. Тунелот е ограничен, значи има одреден лимит колку може колкав пациент може да се внесе внатре, а и самата маса, тежината колку може да издржи има лимит. Досега на овој апарат што го имавме од 1,5 Тесла, односно стариот апарат, имавме ограничување на тежината до 130 кг и сега тоа е далеку повеќе, сега е над 200 до 250 кг може да се снимаат пациенти. Викам, тунелот е исто така многу поширок и масата само е поширока, така да е дел од оние пациенти кои што не можеле да влезат, односно да го извршат тој преглед, сега може да го направат. Така, да. Во секој случај и за подобри и попрецизни резултати добивање, но и како придобивка и можност за самите пациенти, олеснување на самото извршување. За некои работи мора да се направи магнетна резонанца и кога не може да се направи е проблем. Проблем е за докторот пред се ординирачки кој што бара да добие одредени информации и не може на друг начин да ги добие. Така, да. Да се надоврзам на она што кажавме, значи за 3 Тесла само сакав да спомнам, значи заради тоа што нема штета, може да се прави и магнетна резонанца на цело тело. Каде што го добиваме приказ добиваме на целото тело и обично се прави од две причини, или се за стейджинг на малегни заболувања кога се бараат секундарни депозити, каде што покажува одлични резултати, или пак постои варијанта каде што е малку продолжен преглед, се прават и додатни секвенци, но негде за 30 до 45 минути може да направите комплетен преглед како систематски преглед. Значи, ке пациенти кои што сакаат да се направат систематски преглед, Како функционира секој орган во телото, така? Значи, тоа не е замена за поединечните прегледи. Доколку постои индикација за некој поединечен преглед, секогаш треба тој да се направи. Меѓутоа, ова е веројатно многу подетален систематски преглед од вообичаениот систематски преглед кој што го правиме. Нормално треба да се направи секогаш и лабораторија и да се провери и ЕКГ и слушалка, меѓутоа кога ќе добиете и магнетна резонанца на целото тело, тоа се добивате многу повеќе и многу попрецизни податоци. Така, што само го потврдува од сето она што денеска го зборувавме и ни го кажавте дека е навистина незаменлив дел од современата медицинска диагностика. Апсолутно. Денес со напредокот веќе стана интегрален дел на најсовремената медицинска пракса и некои работи едноставно не може поинаку да се направат. Мора да се направат на магнетна резонанца. Така. И оние кои можеби досега се плашеле дека треба или не треба, или сакаат или не сакаат, верувам ги охрабривме дека не е ништо страшно, туку само една придобивка плюс може да се добие, нели, со правењето доколку е навистина неопходно да се направи. Да, апсолутно никакви штетни последици не се докажани, не постојат. Во текот на самиот преглед пациентот може да осети некакви ефекти, како една лесна вртоглавица, кај некој ќе се јави лесна главоболка, меѓутоа тоа се привремено во текот на прегледот. Да. Никакви трајни последици нема од тој преглед.
може да се повтори ако треба 2 пати во текот на денот. Така да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам и на вас на поканата.